Регионални вести на првиот ден од работната недела. Фрижидерите во оделот за трансфузиологија при Тетовската клиничка болница се секогаш полни. Резерви има од секоја крвна група. Тетовци се повеќе стануваат свесни за важноста на крводарителството. Свесни дека трансфузијата на крв и крвни продукти помага да се спасат многу животи. Тетовци се повеќе даруваат крв. Фрижидерите на оделот за трансфузиологија при Тетовската клиничка болница се секогаш полни. Резерви има од секоја крвна група, благодарение на хуманите дарители кои редовно се одзиваат на крводарителните акции. Ние као секогаш и денеска на 23.7. организираме крводарителска акција во соработка нормално со Црвен крст на Република Македонија. Не дека не ги исполнуваме условите ние за крводарителство, значи имаме доволно крводарители, но последно време, значи во летен период, државата има потреба за повеќе крв. Што се знае, доаѓа странците. Имаме поголем број на граѓани, судари има повеќе, значи сообраќајки, и затоа ни е потребно и луѓето, значи, идат на одмори. Сега редовните дарители не можеме да ги најдеме као другите сезони на годината. Затоа, уште еднаш ќе спомнам, ги повикувам сите дарителите, сите граѓаните на Република Македонија, посебно тие со негативни крвни групи, да доаѓат да даруват крв. Даруваната крв може да им помогне на пациентите кои страдаат од опасни по живот услови, да живеат подолго и со повисок квалитет на живот и поддржува комплексни медицински и хируршки процедури. Таа исто така има суштинска животоспасувачка улога во грижата за мајките и децата и за време на итен случај при несреќи и природни катастрофи. Крв може да дарува секој граѓан на нашата држава што се чувствува здрав. Значи, прво се контролира од наша страна, дарителот, ако е добро со здравје, ако зема нешто лекарства, ако нема некоја диагноза што го спречува за дарување крв, ако е све во ред, ќе дарува крв. Значи, кај мажите се дарува крв секои 3 месеци, а кај жените секои 4 месеци. Имат право за дарување крв сите здрави луѓе, уште еднаш ќе спомнам, од 18 години до 65 години. Нема врска дали е машко или женско нација, било шо. Значи само да имат волја и желба за дарување крв. Освен благородното чувство дека со дарувањето крв некому помогнале, крводарителите уживаат одредени бенефиции кои се предвидени во повеќе закони. Согласно Законот за работни односи, работникот кој доброволно дава крв има право на отсуство од работа на 2 последователни работни дена за секое давање крв без разлика колку пати има дарувано крв. Дарителите на крв кои даруваат крв повеќе од 10 пати се ослободени од партиципација во цената на некои здравствени услуги. И во Гостивар редовно се организираат летни крводарителни акции, особено поради фактот дека летото поради годишните одмори е критичен период за обезбедување резерви на крв и крвни продукти. Гостиварци повторно покажаа дека се хумани и подготвени да излезат во пресрет на оние на кои им треба помош. Во службата за трансфузиологија во Гостивар денес се одржа летна крводарителна акција, која вообичаено се спроведува овој период од годината. Летото поради годишните одмори важи за критичен период, кога се работи за резерви на крв и крвни продукти. И покрај тоа големи проблеми не се јавуваат, а кога има недостиг од некои крвни групи, се обезбедува крв во краток рок, велат од трансфузиологија. Нашата служба е добро снабдена со крв и крвни продукти, само што некогаш може да има недостаток на тие крвни групи негативни, па ние имаме нашата архива и се снаоѓаме, ги викаме крводарителите и во моментот можда нема, па за 12 сати може да го услужиме пациентот. Денеска е организирана една акција вонредна, као летна што се вика. Крвта е незаменлив лек и е потребна секојдневно за да се продолжат животи. Проверете го своето здравје и дарувајте дел од својата крв, порачаа организаторите на денешната акција. На сите луѓе ние апелираме стално, апелираме и гостиварчаните, сите гостиварчани су многу
активни во крводарувањето и ние секој ден имаме по 5-6 крводарители и би ги замолиле кој е способен, кој е здрав, нека дојде, нека дарува крв. Зашто крвта спасува луѓе. Крводарителната акција се спроведе во соработка со општинската организација на Црвениот крст. Последните податоци на Центарот за јавно здравје Тетово покажаа дека минералната вода од неколкуте извори во областа Бањиче е чиста и безбедна за пиење, но нејзиното неправилно користење од страна на граѓаните доведува до можност од појава на цревни заболувања, велат од Центарот. Од Центарот за јавно здравје Тетово велат дека секојдневна пракса е граѓаните да полнат големи резерви со минерална вода од неколку извори во областа Бањиче. Препорачливо е водата да се конзумира дента, а чувањето на резерви од водата во пластични шишиња и буриња, незино користење по неколку дена па и недели може да доведе до цревни заболувања, затоа што таа застојена вода веќе е микробиолошки загадена. Кога одиме на терен е дека се прават залихи, големи количини од минералната вода и често пати со луѓето што ја консумираат во разговор, па ние ништо ја чуваме, не треба да се стално напоменуваме дека залихи не треба да се прават. Максимум во фрижидер за 2 до 3 дена. После тоа и тоа во стаклени чаши и после тоа се создава еден биофилм што е матрица за може да се некоја бактерија да се надгради на тој биофилм. Така да населението нека оди слободно да ја креира, но не да прави залихи. Доволно е една флаша да донесе и да се чува во фрижидер. Инаку последните податоци на Центарот за јавно здравје Тетово велат дека водата од сите извори во областа Бањиче е физичко, хемиска и микробиолошки исправна за пиење. Освен да не се користи застоена, епидемиолозите советуваат ова вода да не се употребува во големи количини. Последните резултати од испитувањата покажуваат дека минералната вода кај кривината, кај што најповеќе се користи, е и микробиолошки, и физичко-хемиски исправна и може да населението да ја користи за пиење. Но напоменувам, не како замена за обичната вода. Затоа што и таа вода кај кривината е умерено богата со минерални соли и не треба да се користи како замена за обичната вода. Кај џамијата, минералната вода, за разлика од ова кај кривината, е многу богата со минерални соли и содржи железо. Железото не е епидемиолошки проблем, повеќе е естетски проблем, но сепак не треба да ги надминува одредените количини што се внесуваат во организмот, така да таа микробиолошки е исправна, но физички и хемиски е богата со железо и богата со минерални соли. И таа не ја препорачуваме да се пие повеќе од една чаша на ден. Во областа Бањиче и пределот кој води дотаму има 4 извори со минерална вода. Во местноста Лешник полицијата привела 2 дрвократци, а 1 побегнал. Полицијата информира и за 2 сообраќајни незгоди со 2 повредени лица во Гостивар. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово вчера околу 14 часот и 30 минути помеѓу тетовските села Јермо и Џепчиште во местноста Лешник затекнале 39 годишник и 40 годишник од Џепчиште, како со трактори превезуваат букови огревни дрва. Двајцата се приведени и задржани во полициската станица Тетово за натамошна постапка, а тракторите и дрвата се фотодокументирани. Времено им се одземени и предадени се на шумската полиција. На оваа локација бил затекнат и 48 годишник од Џепчиште, кој со трактор натоварен со дрва успеал да избега и против кого исто така ќе следува соодветен поднесок, информираат од ЦВР Тетово. На улица Седе Костовски во Гостивар ноќеска околу 2 часот и 40 минути патничко возило BMW X5 со гостиварски регистрски таблици, што го управувал 23 годишник од Лакавица, загубило контрола, излетало од коловоз и удрило во бетонски електричен столб и дрвена бандера, пошто се превртело на покрив.
Во незгодата со патникот во возилото 23 годишен гостиварец пренесен е во гостиварската општа болница Ферит Мурат за укажување лекарска помош. Се утврдува причината за сообраќајната незгода и другите поединости. Од МВР информираат за уште една сообраќајка случајна ноќеска околу 4 часот и 20 минути. Било пријавено дека на автопатот Тетово Гостивар во близина на Дебрешки надвозник патничко моторно возило Kia Cephia со гостиварски регистерски ознаки, управувано од 26 годишна гостиварка, излетало од коловоз. Таа по укажаната лекарска помош во гостиварската општа болница Ферит Мурат префрлена е на скопските клиники. Извршен е увид на местото на настанот и се работи на целосно расчистување на случајот. 59 годишен тетовец ноќеска околу 4 часот и 40 минути пријавил дека неговиот роднина на возраст од 56 години, исто така од Тетово, на 22 јули околу 22 часот се оддалечил од дома. Се преземаат мерки и активности за расветлување на пријавеното и за пронаоѓање на лицето, информираат од полицијата. Малолетничкиот криминал во Тетово бележи пораст. Лани биле пријавени за 3 пати повеќе деца во споредба со 2016 година. На ниво на Македонија, според податоците на Државниот завод за статистика, во Тетово има најмногу пријавени малолетници за нарушување на јавниот ред и мир. Тетово го држи неславното прво место во земјава по пријавени малолетници за нарушување на јавниот ред и мир, или 65% од сите пријави. Генерално малолетничкиот криминал во Тетово бележи пораст. Лани биле пријавени за 3 пати повеќе деца во споредба со 2016 година. Според податоците на Државниот завод за статистика, во текот на 2017 година биле поднесени пријави против 59 малолетници од Тетово, за разлика од годината пред тоа кога биле поднесени 20 пријави. 6 од делата биле против животот и телото, исто толку за дела против безбедноста во јавниот сообраќај, 20 против имотот и 22 против јавниот ред и мир. Од нив истата година завршила постапката за 36 деца, а од нив најмногу се осудени за дела против имотот 17 и 12 деца се осудени за нарушување на јавниот ред и мир. Понатаму, според податоците на Државниот завод за статистика, следна општина по бројот на пријавени малолетници извршители на незаконски дела е општина Желино со 14, по општина Тејарце со 11 случаи. Најмногу случаите се малолетници обвинети за дела против имотот, но и против животот и против безбедноста во сообраќајот. Лани биле осудени 3 малолетници во општина Боговиње, исто толку во општина Брвеница, 11 во општина Желино, 1 малолетник во општина Јегуновце, а во општина Тејарце осудени се 3 малолетници. Или вкупно минатата година биле осудени 57 деца во сите 6 тетовски општини, а во 2016 година вкупно 20. Како што објави Државниот завод за статистика, лани до Основниот суд во Тетово биле поднесени обвиненија против 697 полнолетни граѓани, од кои 35 жени од Тетовско, а од нив дури 625, од кои 29 се жени, се прогласени за виновни. Затворска казна добиле 80 лица, исто колку и во 2016 година. Парично биле казнети 192 граѓани, а условна казна добиле 352. Тројца од вкупниот број пријавени биле само опоменати, а 8 ослободени од обвинението. Според податоците на Државниот завод за статистика, лани во Основниот суд во Тетово е регистрирана една мерка протерување на странец. Премиерот Зоран Заев на пауза од лидерската средба истакна дека се прифатени барањата на опозицијата за техничка влада според Пржинскиот договор. Прифатено и барањето за финансирање на политичките партии и за Државната изборна комисија. Уште пред подпишувањето на договорот со Грција, прифативме услови за избор на Државната изборна комисија. Уште пред лидерските средби, работните групи на СДСМ и ВМРО-ДПМН го согласија текстот на новиот предлог закон за финансирање на политичките партии со вклучени предлози на опозицијата. Денес го прифативме и барањето на ВМРО-ДПМН да се направи законски измени кои ќе овозможат
техничка влада да ги спроведува секој парламентарни избори со формат идентичен на пржинскиот. Согласно тоа, се договоривме денеска да заврши лидерската средба, да нема нејзино одложување. Како ќе се договориме зависи од сите нас внатре. Но овде завршивме една фаза, ја споделуваме со граѓаните, се враќаме на прашањето за референдум. Ке разговараме за референдумското прашање, за карактерот на референдумот и за датумот на одржувањето на референдумот. Ова го правиме како владеачко мнозинство да покажеме доблест, државотворност заради важноста на целиот овој процес и продолжуваме понатаму. Македонија ќе биде членка на НАТО и членка на Европската унија. Бензините од ноќеска на полноќ поевтинуваат 1 денар, а дизелот 1,5 денари, соопшти регулаторната комисија за енергетика. Со тоа новата цена на Евросупер БС95 изнесува 71 денар, а на Евросупер БС98 изнесува 73 денари за литар. Новата цена на екстра лесното масло за домаќинство изнесува 51,50 денари за литар. Дизелот поевтинува 1,5 денари и ќе биде 62,50 денари за литар. Денеска во Собранието на Република Македонија беше изгласан предлог законот за пратеници, со кој се намалува висината на исплатени патни трошоци. Со предложеното законско решение се предвидува намалување на досега утврдените 30% од продажната цена на 1 литар гориво, според изминатиот километар на возилото кое се користи, на 20% од продажната цена на 1 литар гориво, според изминатиот километар за возилото. Министерот за здравство Венко Филипче не знаел детали за единствената фирма што учествувала на тендерот за набавка на реагенси тежок 35 милиони евра, а кој предизвика бура од реакции и сомнежи во јавноста. Не знаел ни дека фирмата била формирана пред неколку месеци. Филипче не одговори конкретно ниту на прашањето за сомнежите кои се јавија во јавноста околу тоа дека фирмата е формирана токму во истиот период, кога тој одлучи да го промени целиот систем на набавка на реагенси. Тој тврди дека доколку има неправилности во постапката, тендерот ќе се поништи. Интензивно во овој период работевме на евалуација на понудата и првичната евалуација укажа на тоа дека постојат одредени недостатоци во документацијата. И поради тоа решивме тендерската постапка да прекинеме. Истовремено сметаме дека е некоректно и дека раѓа голема сомнеж да се склучува договор тогаш кога има понуда од само една фирма. Последниот период сега ќе продолжиме со имплементација на планот за централизација, а со тоа и обезбедување на големи заштеди во овој дел од набавките. Ги повикувам и компаниите кои што работат во оваа сфера да ги намалат цените на реагенсите, зашто веќе имавме разговори заради тоа што пазарните вредности се многу помали од тоа што сега во моментов се користи. Притисок апсолутно немаше, се увиде дека има пропуст во документацијата, но исто време, ќе повторам, сметаме дека е некоректно и дека дополнително раѓа сомнеж кога има само еден понудувач во оваа тендерска постапка. Денес имавме претежно облачно време со врнежи од дожд кој наместа беше поруен, проследен со грмежи. Дуваше умерен до засилен северозападен ветер. Утринските температури се движе од 17 до 21, а дневните од 23 до 30 степени. Вредноста на UV индексот изнесуваше 7. Утре не очекува променливо облачно и посвежо време, со повремен локален дожд и ретки грмежи. Ќе дува умерен до засилен северозападен ветер. Утринските температури ќе се движат од 16 до 19, а дневните од 20 до 26 степени. Вредноста на UV индексот ќе изнесува 6. Овде е крајот на вестите. Пријатно!